одиме со линковско вклучување од градот кој денеска живее во карневалска атмосфера. Денеска ќе се одржи главното дефиле на маски на Вевчанскиот карневал. Вевчанци и оваа година љубоморно ги криеа маските од очите на јавноста за денеска да не изненадат со свежи сатирични идеи. Нашата колешка Искра Опечевска и денеска е во така наречената Вевчанска република. Искра, каква беше забавата синоќа и какви се најавите за денеска? Ден на гледачите на еден телевизија, после напорниот ден кој што го имавме и работата за да собереме што повеќе информации, за да може автентично да пренесеме атмосферата на нашите гледачи, си дозволивме и ние вечерта да бидеме дел од журката што се случуваше на главниот плоштад во Вевчани. Уживавме во звуците на Архангел, на Неша Галија, на културно-уметничките работници, на DJ Рудбој. Меѓутоа, денеска мора да продолжиме да работиме, бидејќи денеска е на главното што ќе се случува тука, она што секоја година кога завршува еден карневал почнува да се подготвува. Имено денеска почнува и официјално Вевчанскиот карневал. Ние моментално се наоѓаме пред пупина куќа, каде што во секој момент треба да дојде градоначалникот кој организира коктел за сите учесници на карневалот, ќе има и вип личности. Ако можам да забележам, дозволете ми малку можеби со очите лево десно шарам, меѓутоа колку што успев да видам тука и амбасадорката на Велика Британија, ќе се обидеме и со нејзе да поразговараме штом почне коктелот и тој од прилика почетокот на денешните активности. Околу 2 часот треба министерот за информатичко општество и локална самоуправа, барем така е најавено Дамјан Манчевски, да каже пригодни зборови за карневалот, пошто василичарите од Горна и Долна мало овде во Вевчани ќе тргнат заеднички секој од своето мало кон плоштадот каде што околу 15 часот треба веќе да се соберат и да го заиграт василичарско торо. Меѓутоа во Вевчани не се знае ништо. Ние утрово се обидовме да прашаме кога и точно ќе биде, за да може и нашето време како новинарска екипа да го организираме, меѓутоа тие велат тогаш кога тие ќе посакаат. Она што вчера не успеавме да дзирнеме во некој од подрумите каде што се подготвуваат маските, успеавме барем да дознаеме една информација, а тоа е дека денеска јас верувам дека тоа ќе биде најкарактеристичната маска. Не знаеме зашто точно станува збор, меѓутоа сепак знаеме дека ќе се вика осумте величенствени. Може да погодуваме бидејќи тоа е сатира и критика на општествените случувања во земјава, може само да нагаѓаме дека тоа ќе бидат веројатно осумте пратеници, можеби што во парламентот беа актуелни и се уште се актуелни деновиве и време наназад, па останува да видиме што ќе биде и што ќе се случува. Ние ќе се обидеме да најдеме и луѓе компетентни што ќе зборуваат кое е значењето на карневалот, што значат тие маски, каква порака испраќаат, но она само што точно се знае, тоа е веќе 15 векови наназад, дека ќе ги има маските на глупавиот Август, на зетот и невестата, кои што одат напред пред поворката и го расчистуваат патот за другите василичари. Тој од прилика себе велам, очекувам да почне вип коктелот на градоначалникот на општина Вевчани Сашо Јанковски, кога ќе имаме повеќе информации, се разбира, ќе се вклучиме ние во живо од почетокот на дефилето. Искра, многу интересна маска. Ти си нашата професионална принцеза, представник на Вевчанскиот карневал. Во што е маскиран нашиот снимател и зошто реши малку порано да ги изненадиш вевчанци и да им ја откриеш твојата маска? Кристина, тоа велам, јас упорно се обидувам да духот да го доловам на Вевчанскиот карневал, бидејќи тука не се знае ништо. Како што знаат да речат вевчанци, тука е се на 5 минути, за 5 минути, во 5 минути. Па така јас утрово, благодарение на нашите гостољубиви луѓе што не приме овде во својот дом за да не подготват за овој карневал, за да бидеме дел од нивното семејство, од атмосферата што владее за време на Свети Василија и Вевчанскиот карневал, морав да се подготвам малку порано, бидејќи еве велам за 5 минути се одлучи што ќе биде, како ќе биде и едноставно тука желбите се исполнуваат. Јас во еден момент посакав да бидам принцеза, мене желбата ми е исполнија за 5 минути, па така верувам ќе биде и овој цел ден, ќе може да собереме за 5 минути релевантни информации за нашите гледачи.